почитувани представници на медиумите, сакам да ја известам јавноста дека денеска започна со работа Комисијата за селекција на председател на Државната комисија за спречување на корупција, комисија во состав на Собраниската комисија за избори и именувања. Првично имаше пријавено 13 кандидати за оваа позиција. Едниот кандидат ги повлече документите. Комисијата по административната проверка заклучи дека двајца кандидати не ги исполнуваат условите. Во моментов има 10 кандидати кои што ги исполнуваат условите. Денеска започнуваме со интервјуто со 5 од нив. Утре ќе продолжиме со останатите 5 луѓе. Планирано е денот потоа веднаш како комисија да се собереме и согласно формуларот и законот, оние узанси кои што се нели согласно процедурата да направиме рангирање на кандидатите соодветно и да ги оцениме секој член на комисијата посебно, и планот е некаде на крајот на неделата согласно оно кое што го пропишува собранието, односно во петок да биде свикана Собраниската комисија за избори и именувања и председателот на Државната комисија за спречување на корупција да биде избран секако по оценувањето на комисијата за селекција. Повелете доколку имате прашање. Најпрво би сакал да започнам со тоа дека видов дека утре ќе започне судењето за оваа трагедија и ние соопштивме дека треба прво да почекаме да заврши судењето, па потоа да влеземе во ваква операција. Но со оглед на тоа дека вчера и СДСМ и Левица укажа на тоа дека ќе поднесат такво барање, ние таквото барање ќе го прифатиме, но веќе кога разговараме за една ваква тема за која што ние исклучиво кажуваме дека е злоупотребувано за некрофилско добивање на политички поени, треба ваквата анкетна комисија да биде проширена и за сите други трагедии за кои што нема ни кривична, ни човечка, а на политичка одговорност. Па треба во собранието да се постават прашања и за модуларната клиника, треба да се постават прашањата и за тоа како одредени превозници кои што немале лиценци и покрај тоа што 60 на пати ја поменувале државната граница доведоа до тоа да изгорат живи луѓе, за Дурумотурс и сите оние трагедии кои што го снајде овој народ. Така да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, а ниту кривична одговорност. Па господине Серафимович, ја не познавам еден човек во државата кој што знае кој е директен виновник за тоа што му се случи на македонскиот народ, да зборуваме за модуларната клиника. Тогаш можевме да видиме дека за разлика од сега каде што премиерот повикува на директна разрешница на сите оние кои што имаат било каква одговорност, тогашниот премиер велеше ај ако не да се потуриме со нафта и сите да се запалиме. Така да треба ние да бараме сите вакви немили случаи кои што се резултат на нефункционирање на системот да бидат расчистени, но да имаат кредибилитет лицата кои што бараат тоа да се направи. Затоа ние, како што кажав, и чувството на македонскиот народ е дека истите оние кои што сега поднесуваат барања за анкетна комисија за еден ваков немил случај во кој што да бидеме искрени и реални, можеби немаше директна јавна набавка, во некој случај имало директна јавна набавка за една клиника која што беше поставена без никаков, повторувам, без никаков елемент на било каква противпожарна заштита и денеска гледаме дека тие лица се слободни и шетаат на слобода. Тоа за нас не е прифатливо. Сакаме да кажеме дека за нас и за мнозинството од македонските граѓани е неприфатливо за една таква трагедија да биде виновен кабелот и да бидат обвинети двајца директори и еден доктор кога некој таа набавка ја склучил без никакви услови за да ги заштити пациентите кои требало да се лечат во неа. И за другите секако, бидејќи за мене е непоимливо да бидат суспендирани од работно место и времено одстранети полициски службеник кој што во тој момент ја извршува функцијата граничар и царински службеник, а да не одговара можеби директор на царинската управа или министер за транспорт и врски или директор на државниот инспекторат за транспорт кога вас автобус кој што бил фантом 60 пати ви поминал низ границата и никој не успел да го контролира, или да издаде некој технички прием, односно технички преглед со извршена потврда, со потврда од МВР дека е завршен техничкиот прием, а тоа да е фалсификат. Тоа за нас сметаме дека не треба да се прифати.
по она што јас го знам, емитувањето на сите кандидати ќе биде веднаш по завршувањето на комисијата, така да ја очекувам тоа да биде прикажувано на собранискиот канал, веднаш штом ќе заврши пленарната седница. Така се погоди во овој момент, во истиот момент има и комисија за финансирање и буџет по деловникот на собранието и таа иде во живо, така да сметам дека по завршувањето на тие седници, исто така оваа седница ќе биде емитувана на собранискиот канал. Денеска, да, денеска. Затоа мислам дека е добра исправка, ете да разговараме внатре во пратеничките групи, сметам дека оваа прилика заслужува исто така да биде во живо емитувана на собранискиот канал. Значи по деловникот во живо се емитуваат пленарните седници кои што биваат предност и собраниската седница на комисијата за финансирање и буџет во која што се дискутира за буџетот. Сите други се емитуваат веднаш по нивното завршување, како и ова. Тоа е веќе до реализацијата и до деловникот. Може би бидејќи службите и режијата се спрема за емитување на пленарната седница и потоа на комисијата, може нема технички можности. Дали има други прашања? Ви благодарам.